Министерот за здравство Азир Алиу имаше средба со доктор Сашко Кедев на која беа разменети информации во врска со наводите дека се вршеле непотребни кардиохируршки интервенции кај пациенти во приватните болници, соопшти Министерството за здравство. Од Министерството за здравство наведуваат дека се отворени за соработка со сите чинители и ги повикуваат сите засегнати страни кои имаат каква било информација за евентуални неправилности во системот, веднаш да се обратат до нив. Транспарентноста е еден од главните столбови во работата на Министерството за здравство и е од клучно значење за унапредување на процесите во системот, стои во соопштението од Министерството за здравство. Бензините од ноќеска на полноќ поскапуваат за 1 денар по литар. Цената на дизелот се зголемува за половина денар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,64% во споредба со претходната одлука. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 75 денари за литар. Евросупер БС 98 ќе се продава за 77, Евродизел за 68, а екстра лесното масло за горење за 67,5 денари по литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за 0,378 денари за килограм се намалува малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 38,265 денари. Од регулаторна посочуваат дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување кај бензините во просек за 1,985%, кај дизелот за 1,915%, кај екстралесното масло за 1,244%, додека кај мазутот има намалување за 1,246%. Курсот пак на денарот во однос на доларот по кој беа формирани цените со претходната пресметка е понизок за 0,123%. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров ги соопшти клучните услови на Москва за завршување на војната во Украина. Според него, безбедноста на земјата би требало да ја гарантираат група држави меѓу кои постојаните членки на Советот за безбедност на Обединетите нации. Во интервју за американска телевизија, шефот на руската дипломатија потсети дека сличен модел бил дискутиран на преговорите во Истанбул во 2022 година. Според нацрт договорот, Украина би добила трајна неутралност во замена за безбедносни гаранции од Велика Британија, Кина, Франција, Русија и Соединетите американски држави, со можност за учество и на други држави како Германија и Турција. Гаранциите би обезбедиле безбедност за Украина која мора да остане неутрална, ненуклеарна и надвор од сите војни блокови, изјави Лавров. Тој нагласи дека членството на Украина во НАТО е целосно неприфатливо за Москва. Дополнително, Русија инсистира на заштита на руското говорно подрачје во Украина, како и на решавање на отворените територијални прашања. Овие ставови се совпаѓаат со претходните барања на Кремљ, според кој Владимир Путин инсистира Украина да се откаже од амбициите за НАТО, да остане во статус на трајна неутралност и да не дозволи присуство на западни војни сили на нејзина територија. Според израелските медиуми, началникот на генерал штабот на израелските одбранбени сили, генерал подполковник Ејал Замир, изјави дека е намаса договор за ослободување на преостанатите заложници во Газа. Тој наводно изјавил дека војската создала услови за договор кој сега е во рацете на премиерот Бенјамин Нетањаху. Се очекува утре израелскиот кабинет за безбедност да го разгледа најновиот предлог на регионалните медијатори, кој Хамас го прифати минатата недела. Ситуацијата следуваше по масовните протести низ Израел, каде што стотици илјади луѓе се собраа во Тел Авив за да побараат крај на војната и иден договор за ослободување на заложниците. Форумот на семејства на заложници и исчезнати лица изјави дека Замир го изразил она што го бара мнозинството израелци, а тоа е враќање на сите 50 преостанати заложници, од кои 20 се наводно живи и крај на војната. Времето во Македонија сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од југозападен правец.
Popладне во планинските региони ќе има услови за локален слаб дожд. Максималните дневни температури низ земјава ќе се движат од 22 до 34 степени Целзиусови. Попладне во планинските региони ќе има услови за краткотраен локален дожд, ќе дува слаб до умерен јужен ветар. Во Скопје е сончево време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен југозападен ветар. Максималната дневна температура ќе достигне до 31 степен Целзиусов.